Официјално е најавен филмот Super Mario Galaxy, Demon Slayer Infinity Castle го освои светот, а наскоро би добиле продолжение за Last of Us. Добре дојавте на Гиковски неделник со Марио, на Дебели Гикови, овозможено од Goblin Games. Ајде почнеме со нешто интересно, а тоа е дека официјално Nintendo го најавија филмот Super Mario Galaxy. Ова треба да биде некој продолжение на анимираниот филм Super Mario Bros кој што излезе пред некоја година. Тизерот за филмот Super Mario Galaxy изгледа скрос исто како почетокот на првата игра. И нормално дека така, бидејќи Super Mario Galaxy се најдобрите игри од франшизата. Реално. Аниме филмот Demon Slayer Infinity Castle буквално го освои светот, па дури кај нас имаше филмска премиера и филмот до сега има направено преку 300 милиони долари низ целиот свет. Paramount Pictures се спремни целосно ги откупат Warner Bros. Ова реално е мач со две острици, бидејќи може да биде многу добро за Warner Bros, но може и да наскоро да го видиме крајот на Warner Bros доколку Paramount ги купат. Netflix официјално работат на филмската адаптација на филмот BioShock, кој што според најновите детали треба да ја следи приказната од првата игра. Netflix, немојте да сте заебале. BioShock е сериозна приказна. Нема да навлегувам во политика, но Роберт Ф. Кенеди Џуниор, кој што е секретар за здравство и социјални услуги на САД, ги обвини видеоигрите за едни од најголемите виновници за креирање насилство и пукање во училишта. Мојот личен став за ова можете да го прочитате на сајтот ГГМК. Роберт Ф. Кенеди Џуниор како старо копиле не треба да се замара со овие работи, треба да се поише да ги прочита фактите и истражувањата кои што се за оваа тема. А еве го моето мислење за раставовите на Роберт Ф. Кенеди Џуниор и он дали треба стварно да е на таа функција. Директорот на Ghost of Yotei Нейт Фокс изјави дека кога слушнале дека GTA 6 ќе биде одложена за следната година, буквално славеле во студиото. Netflix официјално работат на филмска адаптација на My Hero Academia. Во изработка е приквел филм за франшизата The Conjuring. Майкл Кейн се враќа назад од пензија по 63 пат. Глуми во филмот The Last Witch Hunter 2. И за крај Нил Дракман во интервју што току изјави дека франшизата на Last of Us има уште многу работи што треба да се раскажат. Или во превод тоа значи дека наскоро би требало да добиеме продолжение на Last of Us, кој што више знаеме дека се работи неколку години, но сепак ќе го добиеме наскоро. И дечки, како за крај на секоја недела ви препорачуваме некои многу интересни работи, а оваа недела ви препорачуваме Goblin Games, најдобрата и единствената продавница каде што може да се најдат најголем број на друштвени игри со жуалки, Magic the Gathering карти, Yu-Gi-Oh карти, Pokemon карти, Warhammer има, не кажам со жуалки, многу работи има, така да Goblin Games мора да ги посетите.